Македонија има прекрасна природа, богата традиција и вкусна храна, но и легендарни ликови и приказни, како Наум Шапкаровски, главниот актер на еден легендарен фудбалски надпревар, кога во Охридската лига на два надпревари се постигнати вкупно 223 голови. Се работи за средбата Илинден со Младост, која завршила 134:1, додека паралелно играле Дебарца Градинар со 88:0. 24 јуни 79 година тоа беше последна утакмица. Последно коло. И се одлучуваше кој ќе биде први. Тие беа со исти бодови со нас, али пошто изгубивме таму, ќе одлучуваше гол разлика последното коло. Значи зашто се одлучуваше, а кој ќе победи во таа општинска лига одеше во повисок ранг на такмичење во регион. Овдека беше стадионот и беше надолу малку. Прво полувреме нарочно биравме ние од оваа страна, па после другото за да иде надолу топката полесно. На полувреме 11:0 беше. Регуларно. Да, регуларно 11:0. Добро, регуларно 11:0, таму? Таму 14:0. Значи стратегијата беше што поскоро да се даде голови и што модеше топката во гол, побрзо да дојде на центар, да се настави повторно се даде. Што поможе повеќе. А голманот таму беше? Голманот си бранеше на гол и ако одеше криве, ќе застанеше да влезе, повторно враќаше. А вака бранат голманот. Ние си даваме, ако одеше топката надвор од голот, ја враше тие и голманот ќе ја вратеше и назад ние повторно ставиат. Колку беа? 134 гол. 134-1. Тој е едниот гол што го дадоа тие, правевме офсајд стапица и не успешна и така ни дадоа еден гол. Кој беше главен домикетер? Па се знаете. Колку гола испадна значи на крај? На крај 58 изброја публиката. Ваши 58? Да, 58, да. Значи вие го држите рекордот 58 гола постигнати. Па така. Следен некој испод овој резултат под 58. Нема ти да стигнете. Колку што дал всушност Пеле, Кристијано Роналдо, Меси, не знам, другиот Роналдо за цело првенство, за цела сезона, вие имате за еден надпревар, така? Па точно така испеѓа. Да дознае Меси, јас мислам ќе дојде овде и ќе го финансира клубот да се возобнови. 100%. И истиот стадион да биде вака на надвор да го направи. Овде ми е многу исто интересно судијата. Како се однесуваше судијата? Си имаше ливче пипенкац и табланец, знаете како се игра? Да. И си пише 4 статички и една попрека. А, овој човек 4. Така, само се знаеше кој шутираше после, кој ќе тргне, ако тргна работата. И си правеше редски само. И на крај од утакмицата имаше напишено играта е фер и коректна, резултатот реален. На крај, на топ тема во 12 часот Радио Скопје објавил ексклузивна вест. Во Охридска фудбалска лига во Велгаш се постигнати толку и толку гола. Значи се испостави дека и оваа стратегија само шутни на кај голот е прилично тешка, барем за мене. Неколку пати се обидов, не ми успеа.